Почитувани гледачи, добар ден, ве поздравувам во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе успееме да доставиме корисни информации кога станува збор за оние проблеми со вашето здравје. Нешто што мене ми го одлича вниманието, нели работејќи на мојот компјутер, е поводот за денес да направиме оваа емисија и да поразговараме малку на оваа тема, бидејќи ми се чини дека и како што можев да забележам и да прочитам, е навистина табу тема кај нас. Меѓутоа, вака некако ќе го најавиме ова издание на Ваш термин, со тоа што ова што ќе ви го прочитам, на некој начин ќе ви стане јасно за што станува збор. Вели вака: има една многу тешка борба. Ја водат херои и хероини. Патот им е послан со трња, но целта им е светост и не постои пречка која ќе ги запре. Одат со крената глава, а со болка во душата. Се движат со големи чекори, а неретко со насолзени очи. Изгледаат силни како карпија, се меки како памук. Зборуваме за мајките кои ја водат битката да добијат дете со инвитро. Меѓусебно најдобро си ја разбираат и болката и радоста. Затоа не се оставаат поединечно да ја водат таа битка. Си пружаат раце една на друга и заедно се посилни. Се сплотија во здружение за хумана репродукција и биопотпомогнато оплодување, насловено како до бебе по патот на инвитро. Кога го прочитав ова, си реков мора да направам една емисија и да ги поканам оние кои што се дел од ова здружение. Станува збор за Ана Андреевска, која што е председател на здружението и основач, а е по професија дипломиран правник, и Деспина Петровска, член на управен одбор, магистар по сурогат мајчинство. Во саботата здружението имаше една кафе средба, прва кафе средба, ќе ни каже Ана и нешто повеќе за тоа, ќе започнеме со кафе средбата, секако ќе ги кажеме целите на ова здружение, значи кои се активностите и кои се проблемите со кои што се соочуваат. Тука би ја поздравила Ана, да те поздравам, да ти посакам добре дојде и драго ми е што се одзвавте на мојата покана да ја направиме оваа емисија се со цел некако да разбиеме оваа табу тема за инвитро оплодувањето. Добре дојде. Добро ве најдов. Мило ми е што не поканивте во вашата телевизија да бидеме гости. Значи, ние како нови моментално, јас како нов председател во здружението и девојките отпочнуваме одново се со здружението. И по тој повод на 14.10 одржавме првата кафе средба во Котур кафе. Таму беа присутни, имавме голем одзив на кафе средбата, што многу ни беше драго. Так. Значи, присутните споделуваа искуства, дискутиравме за проблемите со кои се соочуваат во процесот на инвитро, да. Се обидуваме да најдеме заеднички решенија. Значи, оваа средба беше прва средба, меѓутоа беше каде што договоривме уште многу други средби. Сите присутни на средбата ја нагласија потребата за повеќе такви средби, значи на тие средби да има присуство со доктори, со стручни лица од областа на оваа проблематика. Така. Со кои што ќе можат сите оние кои што ќе присуствуваат, а го имаат или се соочуваат со овој проблем, за да можат да поразговараат и да им се одговори на многу прашања. Така, да добијат одговор на прашањата кои што ги имаат во моментот. Значи, сепак нашето здружение сака да изрази голема благодарност до сите кои помогнаа на реализацијата на дружбата. Беше прекрасно. Значи, сакаме за наредната дружба да повикаме многу повеќе. Воедно да кажеме, значи дружбата беше моментално женска дружба. Неочекувано ни се појави пар кој што на 40 за инвитро добиле бебе. Мајката на 49 години го родила бебенцето, сега во ноември ќе полни една годинка. Како пар со бебенцето дојдоа да дадат поддршка и да им кажат никој да не се откажува. Така, да, навистина треба да се биде истраен и храбар и да се издржи оваа битка, бидејќи како што и можев да забележам сите оние нели проблеми со кои што се соочуваат тука и психолошкиот момент кој што е еден многу битен фактор за да се истрае во оваа борба така наречена, нели за да се дојде до потомство. Ана, од 2021 постои здружението. Така, да, на 20. Релативно ново здружение, меѓутоа многу ми е драго што еве сте покренали иницијатива да се оформи едно вакво здружение, уште повеќе што навистина последниме, еве да кажам деценија и повеќе навистина табу тема инвитрото.
Некако ми се чини дека повозрасните имаат повеќе отпор кон ова и некако поинаку ги гледаат работите. Меѓутоа тоа не е многу важно сега. Важно е малку да поразговараме за сето ова што нели го засега ова здружение, за сето ова што ги засега сите оние кои што треба да станат родители. Кои се целите на здружението? Најпрвата цел на здружението е да се пронајде решение за да се зголеми бројот на ваучери преку фондот. Сега фондот дава 3 ваучери за прво, второ, трето и четврто дете. Меѓутоа ние сакаме за прво дете да издействуваме да се дозволи најмалку 5 ваучери да дава фондот, бидејќи сепак трошокот е преголем и луѓето не може да се го дозволат. А сепак значи знаеме сега пак може би себично од моја страна, меѓутоа нема потреба да има 3 ваучери за четврто дете. Бидејќи има родители кои што не се оствариле со ниедно дете. Како родители не се оствариле. Значи, да имаат предност тие што да имаат предност оние кои што немаат деца. Секој град или општина во нашата држава, значи да издвојува парични средства и да го финансира инвитро процесот. Така. Сакаме значи инвитрото со дониран материјал на сите парови поединци, бидејќи тој не е воопшто покриен од фондот. Немаме никакви финансии од фондот за дониран материјал. А има многу родители кои што со сопствен материјал не можат да се остварат како деца, како родители. Така. Не можат многу луѓе да се остварат како родители. Значи да се стават финансирање на трошоците на терапијата, да се стави на страна на фондот. Терапијата исто не е финансирана. Само дел од терапијата е финансирана, меѓутоа тоа е да кажам многу малку. Не секој пар, не секоја индивидуа може да ја користи истата терапија. Значи кај секого е различно. Различно, да, имам огромен дел од терапијата не е на позитивна листа, не е на товар на фондот. Значи тоа они го покриваат сами. И што реално да повлекува многу пари. Пак луѓе кои што се со пониски примања и не можат да си дозволат инвитро, иако ние го викаме државно инвитро преку фондот. Меѓутоа тоа ние само така го слушаме, меѓутоа во реалноста е многу поинаку. Да, да, значи барем да се рефундира поголемиот дел од терапијата, значи да, во ред тие да ја купат, меѓутоа барем дел од парите да им биде рефундиран. Тоа се целите и ние се бориме за тоа и ќе се бориме во иднина многу повеќе за да го постигнеме тоа. Добро, повеќе за целите ќе ни каже исто така и Драган Деспина подоцна во вториот дел од разговорот. Нели секогаш кога се формира едно здружение, обично се прават активности кои што нели со оглед на тоа дека активностите треба да се реализираат и да направат нешто еве во подобрување на состојбата со инвитро оплодувањето. Какви сте активности подготвувате во нареднава година дена, да кажам, бидејќи сега сте релативно нели нов председател, можеби малку е рано да ве прашам тоа, меѓутоа еве можеби имате нешто, некоја идеја која што сакате да ја реализирате, па да ја представиме пред гледачите. Така, значи ние како активности на здружението сакаме да организираме самостојно или заедно со другите организации, без разлика правни, физички лица, преку советувања, да организираме семинари и други форми на едукација за инвитро постапката. Така. Сакаме да организираме собери од едукативни цели, подкрепени со медицински лица, стручни лица исто така од областа на инвитро и лица инволвирани во самиот инвитро процес. Тоа не е многу битно, како и психолошката поддршка. Значи, многу е битно на настаните да имаме психолог кој што ќе им помогне на паровите. Сакаме да направиме соработка со медицински установи, со инвитро центри, со фармацевски куќи, лаборатории, доколку министерствата, приватните државните организации, општините не излезат во престрет, ние би биле многу исто така среќни. Значи, со тоа би ни помогнале да ги оствариме целите кои што ги имаме зацртано и да се олесни патот за остварување на родител, односно да се помогнат колку е можно повеќе. Сите парови или поединци да се остварат како родители. Така. Колку засега броите членови во здружението? Па ние членови имаме околу 50 и нешто членови кои што се активни, бројка вкупно имаме околу 100 кои што не се константно активни. Активни членови, да, кои што се од самиот почеток и цело време со нас се околу 50-тина. Инаку и вие сте мајка која што првите 2 дечиња, близначиња ги добила со инвитро. Како одеше кај вас постапката? По колку нели обиди на инвитро ги зачнавте близначињата?
Така, значи јас сум родител кој што има близначки по пат на инвитро и уште едно малецко По кое што е по природен природен пат, да. Значи, мене првично, кога ние го тргнавме патот, во една наша клиника ми беше кажано, јас имав хипотиреоза, диабет тип 1 добијан тогаш, и претпоставам, односно и после тоа, нели, стресот Така. од самата новонастаната ситуација, нели се го прави своето, од стресот дека можеби и ете не се случило тогаш како што се случило. Во наша клиника ми беше кажано, нели, аз хипотиреоза, диабет Така. тип 1, за мене новонастаната ситуација, јас се сплашена, тазе во брак, нели, искрено. И ми беше кажано дека јас со тие диагнози, вака ми беа фрлени документите, и ми беше кажано дека јас со тие диагнози никогаш нема да имам деца. Тоа е малку сурово. Многу беше сурово, да, и тука започна, како да го трнливиот мој пат. Еден доктор, тројца доктори ми ја кажа истата диагноза, дека со демек не можам да се остварам како родител по природен пат, па тогаш инвитро. И за мене тогаш инвитрото беше нешто непознато. Така. Јас почнав да пребарувам по групи, по Facebook, по Google, и тогаш нашата бивша председателка Зоја, која што си замина во странство, не напушти од здружението, најдов на незе, со незе преку групи, преку луѓе, така дознав јас уствари се за инвитро постапката. Меѓутоа јас во тој момент го одев патот сама, пребарувајќи по групи. Така. Така наидував на луѓе, од таа причина се одлучив да влезам во здружението кога Зоја доби идејата да биде отворено здружението. Јас одма се нафатив од причина што сакав да помогнам Така, на бидејќи останатите. знаете што све сте поминали и колку вас ви требало некој да биде тука покрај вас и да ви Помошта, да ви да. упати, да ви појасни и да ви кажа многу работи околу овој проблем. Само не ми посочивте после колку обиди. Јас на имав инвитро. 4 неуспешни Добре. инсеминации. После тие 4 неуспешни инсеминации ме тера се уште да правам инсеминации како ете. Стравот едно друго Так. ќе поминало, меѓутоа ние се одлучивме, заминавме на инвитро, земавме ваучер, отидовме на инвитро и од првото инвитро ние ги добивме близначките. Да, баш ми е драго. Психолошкиот момент е многу битен во однос на нели на тие неуспешни обиди кои ќе помине, па нели потоа следи едно разочарување. Претпоставам дека и во целите е спомнато, и не претпоставам, него е спомнато, ќе зборнеме малку повеќе со Деспина, меѓутоа дали планирате да некако го добијат и тоа бесплатно овие мајки кои што се соочуваат со инвитро оплодувањето, да имаат бесплатна консултација, совет, разговор со психолог? Така, да, значи ние сакаме како здружение пред се да се доколку не излезат во пресред клиниките кои што се бават со инвитро процесот, доколку е можно во процесот кога се парот да вклучи бесплатно психолошка поддршка. Така. А исто така и ние како здружение, ако би имале помош, пак ќе кажам, Министерство, општина, било кој да не излезе во пресред, ние како здружение сакам исто да најде барем еднаш во месецот да можеме да ги собереме сите со една психолошка поддршка која ќе биде одржана, па да не речеме на кафе средба, да. Не мора да е Меѓутоа, поединечно, нека биде во група, да. Кажаа луѓето кои што беа дека многу би им значило и ако би било во Може би и група, подобро. да, секако на нив им значи било како. Пак ќе кажам, многу е битна поддршката, да кажам и од дома, значи многу е битно партнерот да учествува во сето она што го поминува сопругата, бидејќи не секогаш е проблемот кај жената. Така е. А секогаш се посочува првен со прстот на жената. На жената, така. точно. Во последно време, значи многу повеќе Целиот товар таа го носи. секако, значи низ целиот процес поминува таа, да бидеме искрени. Да. Мажот нема терет, сега пак ќе кажем, исклучоци има. Така, секој Исклучоци има, различен. да, кои што се секогаш покрај жената. Имаме во здружението членови, значи од Битола, и сакам премногу да ги поздравам. Сопругот беше, значи буквално во целиот процес вклучен. Жената е во позадина, искрено. Значи, тие сега добија бебенце, првото бебенце го изгубија во 7-миот месец од бременоста, после тоа сега им се роди живо и здраво бебенце. Што ми е многу мило, меѓутоа, мене тој ми е маж за пример. Значи, он е вклучен во целиот процес. Што се понекогаш и на вистина ретки, така. Да. А треба Значи, многу да биде. Точно, значи после загубата на бебето тој беше цело време со сопругата и помогна премногу за таа, значи ни психијатар ни ништо, мислам дека ни помогна како што помогна тој. Пак ќе кажам, многу е битно и фамилијата. Така. Мајка, свекрва, Поддршката, баба, така. да, поддршката од нив е многу битна, само што кај нас пак ќе речем, повозрастните се ограничени.
Точно, токму тоа можев да го забележам на форумите каде што се говори многу за инвитро, дека дури ги осудуваат на некој начин оние кои што прават инвитро, дека тоа не е, ајде сега по некои норми и така натаму, да не навлегуваме во нека друга тема. Ме интересира, бидејќи немаме уште многу време, а сакам да кажем уште неколку работи. Имавте и едно истражување, еден прашалник на 28 октомври 2021, претпоставам дека тука горе доле кога почнувало да се оформува здруженијето во однос на ова, ајде ќе го прочитам, значи здруженијето до БЕБ по патот на ИВФ започна онлайн истражување преку прашалникот за подобрување на условите за пациентите со биопотпомогнато оплодување. Беше споделен и на платформите на социјалните медиуми. Учествувале 588 испитаници, нормално остануваат анонимни. Како помина истражувањето, ајде да го пренесеме и тоа на некој начин? Колку се луѓето запознати со Немавме многу голем одзив на истражувањето, значи буквално учесниците беа, според она што ние го видовме во одговорите, сите беа влезени во моментот во фазата на инвитро. Меѓутоа, најголемиот проблем е што немаат пред се поддршка. Зборувам не само како жена, општо како парови. Немаат поддршка. Втора работа, не се запознаени. Значи, како јас што ќе кажам лично за себе, јас кога почнав да го одам патот, не знаев, и сега ние бараме по групи, по луѓе, секој со различно искуство. Така да многу, мислам дека нашето здружение овој пат би било од голема корист, нели да се дознае за нас, да се расшириме како здружение, да се приклучат кон нас, бидејќи пак ќе кажам моето мото е колку сме побројни, толку сме помоќни. Така. Меѓутоа и моментот што го споменавме претходно со сопругот, сакам нешто да прочитам што го најдов, нели, на ова едно излагање на една мајка која што, нели, треба да и се направи инвитро. Вели вака, вистината е дека просечен наш маж е тешко да го наговориш да направи спермограм, бидејќи нели секоја жената е виновна, а дур дојде до ИВФ е веќе цел роман за пишување. Околината и менталитетот се такви какви што се, за жал повеќето се неинформирани за ова што и говоревме претходно и полни со предрасуди заради кои паровите се принудени да го прават тоа во тајност. Ете заради кои причини луѓето не сакаат да говорат околу ова. Некако не сме луѓе кои што ги прифаќаат веднаш работите. Секогаш знаеме да кажеме нешто, да осудиме некого. Колку сметате и дека еве поради оваа причина што го спомна некоја анонимна, нели, мајка која што треба да направи инвитро, колку треба тука на вистина и мажите да бидат повикани, да на некој начин им се објасни колку е важно сето тоа за една жена во овој процес, за да не, како што кажавме претходно, биде сама во тоа, него на вистина сопругот да биде покрај неа цело време. Значи, многу е битно сопругот да биде приклучен. Ќе иницирате ли нешто такво? Секако. Секако да, тоа не се плановите, целите, активностите, значи секаде ќе бидат приклучени од сега понатаму од наша страна, ќе бидат приклучени мажите. Сепак, еве јас лично ќе кажам за мојот проблем, јас лично од моја блиска роднина, односно не јас лично, мојата мајка беше прашана кога јас останав втори на соблизначките, нели сега јас не кријам. И не криев од самиот старт дека имам проблем со забренување, дека сум останала трудно со инвитро од блиска роднина. Јас стоев позади мајка ми, жената не ме виде и ја праша мајка ми, а чиви се сега децата? Значи, јас се соочив и со такво прашање во моментот. Колку лошо прашање. Да, меѓутоа, секоја индивидуа е различна. Не секој тоа го прифаќа така. Значи, мене не ме тангираат такви работи, меѓутоа, секоја индивидуа е различна. Значи, секој различно го прифаќа тоа. Затоа, мислам дека е многу подобро да луѓето да го сватат ова како нормално, затоа што веќе имаме премногу опфатеност на парови кои што да, навистина е многу голема застапеноста на стерилитетот. Јас уште подамна кога правев емисија нели во однос на проблемите кај жената и стерилитетот, уште тогаш имаше истражувања дека е навистина многу чест проблем, а претпоставам дека од тогаш до сега се многу уште променети работите со оглед на тоа што можам да се информирам дека навистина за жал се почесто младите брачни парови не можат да зачнат по природен пат. Причините се повеќе бројни, сега нема нели со вас да говорам на таа тема, па некогаш ќе викнам
некој доктор кој што малку повеќе ќе проговориме на оваа тема и ќе ги образложи причините. Ме интересира вака само како за крај каква ви е соработката со фондот и министерството? Еве нови сте, меѓутоа планирате ли да имате средби па некако да побарате и од нив се тоа што вие како цел, зашто говоревме досега, некако да почнат да ги остваруваат овие работи за да им биде олеснето се тоа со кој што се соочуваат мајките. Така, значи сакаме да со минатата председателка имавме средби и со фондот и со министерството, со претходните министри не ни излегува во пресред, воопшто не дојдовме на одговор, не добивме никаква како и кај сите здруженија, тоа е проблем, не може да се дојде до министерството, не може одговорните немаат време, не можат да најдат. Имавме неколку состаноци, меѓутоа за возврат не добивме ништо. Ние сега пак ќе кажем како од почеток, да речем пак инициирате. Сакаме да почнеме се од почеток, од ново да бараме, па ќе ви известиме после тоа како ќе помине. Значи во секој случај планирате да се сретнете? Секако да, сакаме исто да побараме, значи да може ФЗО на сите приватни лаборатории да им одобри соработка, да склучат договор со фондот, како би не се дисперзираат пациентите, како би можеле да ги прават испитувањата во приватните лаборатории, како би им се намалил трошокот. Меѓутоа да бидат испитувањата на товар на фондот. Така. Ајде со Деспина малку повеќе ќе проговориме за овие проблеми, малку ќе ги образложиме. Тука некаде ќе ти се заблагодарам за ова излагање твое како председател. Ти посакувам, бидејќи си нов председател, сите овие проблеми за кои што се заложуваш, еве ти како председател, а и сите оние кои што сте во одборот, сите членови кои што можат да помогнат со нешто, да ги остварите се со цел да им се олесни патот на мајките кои што сакаат потомство и кои што треба да поменат низ инвитро оплодување. Ти благодарам, Ана. Ви благодарам на поканата. Се надеваме дека ќе имаме успешна средба после. Така, тука сум секогаш како новинар, се што треба да информираме, да направиме повторна емисија, да го доближиме ова до нашите гледачи, да доближиме темата, бидејќи нема потреба да биде табу тема, дека треба навистина, дури мислам дека секоја мајка која што прави инвитро треба да биде горда на самата себе, бидејќи тие за мене се навистина многу силни жени. Секоја жена е, пак ќе кажам, херој. Јас што ги викам лавици. Точно така. Потребна им е огромна поддршка и пак ќе кажам, повикувам сите да бидат со нив во тој момент, значи да ги помагаат, да ги сослушуваат без разлика дали се работи мајка, татко, брачен партнер. Так. А бидејќи ова сега што ќе го слушнем исто така многу влијае на здравјето кај една жена, значи за шеќерите имаме еден прилог кој што е подготвен од магистар Татјана Павлова, нутриционист. Ќе слушнеме малку повеќе за следувачите за шеќерите. Дали се здрава опција или само внесна калории, кои се здрави, кои се и така натаму, малку повеќе да се информираме за сите од женскиот пол, бидејќи за нас е многу важно благото да го консумираме умерено. Така, предлагам да го слушнеме, предлагам да го слушнеме прилогот, а потоа ќе се вратиме повторно во студиото да го продолжиме разговорот на истава тема со Деспина Петровска, која што е член на управниот одбор и е магистар по сурогат мајчинство. Многу често можеме да слушнеме дека шеќерите уште и ги нарекуваме бела смрт. И дека најчесто од советниците за исхрана можеме да слушнеме дека шеќерите треба и скроз да се отстранат. Меѓутоа, јас би кажала дека шеќерите влегуваат во една голема група на јаглени хидрати, кои што можеме да ги поделиме на прости и на сложени и едноставно. Тие се распространети во сите видови храна. Првенствено би кажала дека добрите или сложените шеќери се составен дел на овошјето и зеленчукот, па консумирајќи во текот на денот овошје и зеленчук, неминовно е ние да ги внесеме преку исхраната. Меѓутоа, кога станува збор за оние типови на лоши шеќери, се мисли на простите шеќери, кои што се составен дел на многу хранливи производи, од кои што и ние не сме свесни дека ги внесуваме. Па би кажала дека најчесто шеќерите се составен дел и на одредени видови супи, тие се составен дел и на одредени видови кетчапи, сосови и така натако, каде што таму играат и друга улога. Играат улога и во процесот на конзервирање. Меѓутоа, постојат и производи каде што шеќерите се под зацкриено име.
кои што не се познати и не се достапни за општата јавност. Како што би кажала, многу често можат да се најдат од како зацкриени под името малтодекстрин, цикламат, сахарин и така натаму. И тука првиот совет кој што би го дала, кога купуваме одредени производи, да знаеме дали имаат шеќер и колкав е процентот на шеќер, треба да ја читаме декларацијата. Што декларацијата ни објаснува? Декларацијата задолжително мора да ги содржи да го содржи составот на сите состојки кои што се во тој тип производ, меѓутоа е по паѓачко мени. Например, доколку засладувачот е забележан како прв, можеме да заклучиме дека во тој производ постои најголем процент на шеќер. И во тој случај тој производ не би требале да го одбереме. Значи, многу често се поставува прашањето дали шеќерите создаваат зависност. Тука на некој начин би се потрудила физиолошки да објаснам. Најчесто, кога ќе земеме одредена сладка храна, ние можеме да се почувствуваме порелаксирани. Зошто? Бидејќи во нашиот организам шеќерите ослободуваат хормон на релаксација и среќа, односно го ослободуваат хормонот серотонин. Шеќерот едноставно представува гориво за сите клетки во мозокот и влијае на одредени хемикалии во мозокот. Односно, прекомерниот внес на шеќер може да влијае на тој начин што ги променува рецепторите во мозокот и може да има негативно влијание понатаму врз нашиот организм. Внесот на прости шеќери има директна корелација, односно директно влијае врз појавата на одредени болести, како што се дијабетот, кардиоваскуларните заболувања, дебелината како една хронична болест на денешницата и така натаму. Па, од друга страна, кога ќе ги внесеме во организмот, за нивна преработка се користат и други хранливи, односно потребни хранливи материи. Например, за преработка на шеќерите нас не се трошат витамините од групата Б. Па би кажала, доколку сте љубител повеќе на сладка храна, секогаш треба да суплементирате повеќе витамин Б, бидејќи резервите кои што организмот ги има се користат конкретно за преработка на шеќер. Како шеќерот се метаболизира во нашиот организам? Тој ни е потребен, значи јаглените хидрати расчистивме дека не треба да ги тргаме од исхраната, бидејќи се едни од главните макронутриенти, меѓутоа ајде да видиме што се случува кога ние ги внесуваме во организмот. Кога ги внесуваме шеќерите, тука тие се разложуваат на 3 различни шеќери: гликоза, фруктоза и галактоза. Меѓутоа, нашиот организам не знае кој шеќер точно му е потребен. Првенствено, гликозата и сахарозата се 2 типа на шеќер кои што различен орган ги метаболизира. Пример, гликозата директно го оптеретува панкреасот и директно влијае на покачувањето на нивото на шеќер во крвта. Додека пак фруктозата се транспортира до црниот дроб, каде што се обработува, меѓутоа не влијае директно на покачувањето на шеќер во крвта. Како што спомнавме, нашиот организам при внес на шеќери не е свесен кој шеќер му е потребен. Меѓутоа, тој е свесен каде ќе го транспортира, бидејќи во тој момент можеби јаглехидрат е потребен во мускулите, можеби јаглехидрат е потребно на мозокот и така натаму. Но која е количината? Велиме, општото правило е дека јаглените хидрати во текот на денот не смеат да надминат повеќе од 10% во исхраната. Но би кажале дека едно американско здружение вели дека мажите и жените треба да земаат различна количина на јаглени хидрати. Жените вообичаено не треба да земаат повеќе од 25 грама на јаглехидрати, додека мажите не треба да земаат повеќе од 38 грама јаглени хидрати. Јаглените хидрати, односно оние скриени шеќери, морам да напоменам дека се денеска веќе и составен дел на фармацевската индустрија и можеме да ги најдеме и во одредени лекови. Во однос на општиот дел, што се засладувачите, какво влијание имаат врз нашето здравје,
мислам дека накратко објаснивме. Во наредниот дел продолжуваат типовите на засладувачи и во следното емитување ќе ве запознаеме со сите оние засладувачи кои што постојат на нашиот пазар, какво е нивното влијание, нивниот состав и кои од нив се корисни и треба да се ги вклучиме во исхраната. Да, и благодарам на Татјана што и овој пат не удостои со незините информации околу сето нешто што се однесува на нутриционизмот, значи за засладувачите, колку се здрава опција или само внес на калории кои се здрави засладувачи и така натаму, многу корисна информација, се надевам дека ја слушнавте и слушавте до крај. Одиме повторно, нели, го продолжуваме разговорот кој што го најавив уште на почетокот, меѓутоа во студиото веќе со мене Деспина Петровска, која што е член на управниот одбор на ова здружение и е магистар по сурогат мајчинство. Деспина, добре дојде и за тебе. Ви благодарам. Навистина ни е особено мило што нашите цели и нашите како да кажам, нашиот глас допре до вас за да направите еден ваков прилог. Така, како што и посочив навистина веднаш што го прочитав она за кое што со кое што ја почнав денешната емисија, навистина допре до мене и драго ми е што и веднаш се договоривме да реализираме емисијата, уште повеќе што некако се поврза со онаа кафе средба која што беше во саботата. Ајде, со тебе малку ќе поразговараме повеќе за целите, меѓутоа би сакала вака на почеток да кажеме до нашите гледачи, сите оние кои што воопшто немаат никаква информација, а можеби и се прашуваат дали кои што не можат по природен пат да добијат мајчинство, како оди постапката, накусу само во кратки црти да ни информирате? Вака ќе пробам доста кратко да објаснам за целата постапка, затоа што тоа е еден огромен процес, меѓутоа во интерес на времето би го скратиле на, да речеме, првенствено секоја индивидуа или парот треба да помине низ неколку анализи, да се воспостави одредена дијагноза, каде што со дијагнозата и со сите потребни документи аплицираат за ваучер и понатака се подлегнати на различни третмани, дали ќе биде тоа мажот, дали ќе биде жената, дали ќе биде најглавно е жената, така што тука поминуваат низ различни процеси кои сепак се многу и не би можеле да ги наброиме сите наеднаш, и затоа нашите цели на здруженијето се всушност однесуваат на тој процес каде што се бориме за олеснување на процесот, за психолошката поддршка, како што напоминавме, за да може барем оној товар на документација, на барање различни дијагнози да им се олесни, така што би било полесен патот за нив да може да се фокусираат на различните процедури кои што следат за нив. Кажа и Ана дека бројот на ваучери беше 4 или 5, кој што е дозволен сега? 3 ваучери се дозволени, ние се бориме за да го зголемиме тој ваучер. Добро. Дали има разлика за прво, второ дете? Мислите во однос на ваучерите, да, сега е 3 за прво, 3 за второ, 3 за трето дете, меѓутоа сепак би сакале да ставиме нагласок на првото, на оние кои што немаат никакво, не се оствари никако родители, ниту еднаш, затоа што секако ја разбираме која е болката и среќата воедно да еден родител има барем едно дете. Така. Ти си одговорна како активист на здруженијето. Значи, некој кој што нема ваков проблем, меѓутоа ќе кажеме подоцна што беше причината. Сте имале ли комуникација и сте биле веќе во собранието за да може да се расправа ова меѓу пратениците, да може да се изгласа законот за да се зголемат ваучерите и така натаму? Да, нас ни беше особено мило тоа што успеавме да издействуваме како релативно ново и мало здружение за огромен проблем, што успеавме да дојдеме до една јавна расправа каде што се надеваме дека барем
доловивме дел од проблемите со кои што се соочуваат луѓето и успеавме да доловиме кои се финансиските и психолошките тешкоти низ кои поминуваат и успеавме да бидеме слушнати за понатаму да можеме да действуваме. Се уште процесот на менување на законот е подолг и не може туку така да се смени, меѓутоа нас особено ни е драго тоа што успеавме барем да бидеме слушнати, да бидат слушнати нашите барања, со што имаме подкрепа за понатаму да можеме да продолжиме да ги бараме сите оние цели кои што нас ни се поставени за една проблематика која што да дадаме на груба статистика, можеби секој втор пар се соочува со нејза во Македонија и пошироко. Да, за жал така е. Кога сме кај психолошката поддршка, зборевме сана дека е многу важна. Како стојат тука работите? Според она што вие досега го имате и разговарано со сите оние кои што се соочуваат со ова, знаеме дека не е покриено финансиски. Колку е тоа важно и Ана напомена дека можеби е добро ако за почеток не се прифати секој посебно да има комуникација со еден психолог кога поминува низ тој процес, барем да биде тоа групно. Ајде малку повеќе да кажеме околу психолошката поддршка. Што значи за една жена и воопшто за двајцата родители? Видете вака, психолошката поддршка треба да постои од самиот почеток, затоа што првенствено првичниот шок кој што го добиваат веста дека не можат да бидат, значи уште од тој момент. Да, уште од тој момент мислам дека најдобро е да се обратат да имаат психолошка поддршка, можеби некои од жените и паровите индивидуално си посетуваат психолошка поддршка затоа што првенствено треба да се справат со шокот дека воопшто не може да се остварат како родители или нивниот пат да се остварат би бил малце поинаков и многу потежок од било кои други родители, така да мислам дека една од основните работи на кои што треба да дадат акцент и самите парови и ние како здружение е дека потребна е психолошка поддршка, пред да се започне постапката, за време на постапката, меѓутоа и по постапката, затоа што одредени парови поминуваат многу долг период, да речеме 2, 3, 4 или 5 години, можеби и повеќе. И сега после тој долг период се соочуваат го добиваат детето и мислам дека и понатака им е потребна таа психолошка поддршка за да може да се фокусираат на одгледување на тоа дете и да самите со себе да се справат со тој долг процес низ кој што поминале, така да една од нашите, како што кажаа на претходно, нашите цели е да навистина ставиме голем нагласок на психолошката поддршка, затоа и беше потенцирано на кафе средбата дека можеби меѓу првите, тоест наредните кафе средби би било со психолог, затоа што како што поразговарав јас со другите со луѓето кои што беа присутни, некои од нив и навистина посетуваат, меѓутоа мислам дека навистина треба да се стави акцент затоа што во целиот тој процес некако најмногу бидејќи жената е афектирана од целата постапка, во целиот тој процес можеби тоа станува како едно обележје на личноста, па мислам дека треба навистина да се поработи на сето тоа понатака во процесот, бидејќи од сето тоа обележје треба некој да стане мајка, па понатака да го одгледува и воспитува детето како што секој би сакал. Така да тоа е едно од, за мене лично можеби е тоа едно од најглавните работи на кои треба се посвети. Да, заради тоа што тоа е една од основните работи кои што му дава на еден родител, без разлика дали станува на збор за мајката и за таткото, или за таткото, посебно кога станува збор за мајките, бидејќи кажавте, тие го носат целиот товар, навистина треба да бидат психолошки силни, за да се издржи целиот тој период, па дури и како што кажавте и после добивањето на детето, бидејќи секогаш остануваат тие, како да кажам, трауми низ кои што поминува една жена, остануваат и потоа додека не се стабилизира цел организам и сето она што таа го поминала. Кога станува збор за донираниот материјал, кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат овие личности? Вака, со донираниот материјал можеби едни најчестите проблеми е онаа стигматизација и табу тема на кое што наидуваат првпат, како што спомна Ана, за жал доаѓа до прашањето чиво е детето.
чиво ќе биде, како се тоа ќе испадне, како нели детето ќе испадне, кои што мислам дека стигматизацијата и недоволно образованоста во смисол на недоволно информираноста на луѓето што всушност значи, дека можеби тоа некогаш е единствениот начин да некој се оствари како родител или е единствениот начин да полесно помине низ тој процес, затоа што не можеме да ги осудуваме ниту оние луѓе кои сакаат полесно да го поминат тој процес, па можеби се осврнуваат кон методот на донирани материјали, така да ако би посочила некој од проблемите, тоа би било стигматизацијата и недоволно информираноста за што значи всушност да се добие дете со дониран материјал. А што значи? Видете, тоа би значило дека нели како што сепак да го појасниме, бидејќи како што кажавме не знам. Како што кажавме, нели во првенствено во анализата на првичните проблеми кои што ги имаат, нели 40% се проблемот е кај мажите, 40% е кај жените, 20% се необјаснети, една груба да кажам информација. Сега можеби во еден од тие 20%, нели ако не може да се најде проблем, тогаш се зема дониран материјал, кој што може да се најде во клиниките, се зема дониран материјал, донирани ембриони или донирани сперматозоиди, со кои што може понатаму да се олесни процесот на инвитро. Добро. Инаку, Ана, како што посочи, вие сте магистар по сурогат мајчинство. Зошто се одлучивте да бидете активист и зошто се одлучивте да магистрирате токму на оваа тема? Искрено тука морам да го поздравам мојот професор, мојот ментор на Дејан Донев на Филозофскиот факултет, кој што буквално ми ја даде оваа тема во раце и која што ми посочи всушност со текот на истражувањето на таа тема, јас всушност сватив колку многу луѓе засега оваа тема и колку многу луѓе се засегнати кај нас во Македонија, меѓутоа најдов и на потешкотија дека во нашата земја нема доволно податоци, нема доволно литература и така стапи во контакт со здруженијето и понатака се приклучив како активист, меѓутоа тоа беше тоа што мене ме привлече да јас останам во здруженијето и да се приклучам во таа борба која што јас лично не сум афектирана, не сум во тој процес и тоа мене лично ми е многу гордо јас да го кажам дека навистина не сум вклучена во тој процес, меѓутоа останувам и сакам да се борам за целите и за правата, затоа што низ пишувањето на мојата магистарска навистина сватив колку е важно луѓето да имаат поддршка, дури и од оние кои што не се афектирани во истата состојба и затоа јавно би ги повикала луѓето кои што не се афектирани од инвитро да сите оние кои што знаат што значи да се има дете, ја знаат среќата што значува да се има дете, да се приклучат, како што јас го направив на некој начин тоа. Така, за да бидете побројни и за да можете сите оние активности за кои што се заложувате како здружение нели на чело со Ана сега, да можете да ги реализирате поуспешно, некако да информациите повеќе стигнат до сите, некако кога ќе има повеќе луѓе вклучено и тие имаат своји блиски на кои што ќе им кажат и сето тоа така повеќе ќе се расшири, за да не биде веќе нели ова табу тема и за некако сите да си бидат меѓусебна поддршка и оние кои што немаат таков проблем некако да сочувствуваат со нив, да ги поддржуваат и за да можат нели полесно да го поминат тој пат. Што би значило сурогат мајчинство, вака да појасниме за гледачите, бидејќи веќе сте нели магистар? Да би го објаснила на еден поедноставен начин, сурогат мајчинство или гестацијски носител, како што е во нашиот закон, значи дека парот кој што не може да има дете со нивниот материјал или не може да никако жената да остане бремена. Така, веќе кога ќе се констатира дека навистина не може ни со инвитро да се. Точно, дека не може да се дојде до потомство, тогаш се да кажам се контактира жена која што би го носела детето за тој пар, за тој гестацијски носител, кој што би го носела. Детето може да биде со материјал од паровите или може да биде исто така со дониран материјал.
навистина сурогат мајчинството е уште поголема табу тема од Уште така. Не знам од дали инвитро. воопшто кај нас има досега. Наидовме на имали истражување, на многу добро. малце информации, нели навистина луѓето не сакаат да зборуваат, нели затоа што би наишле на осудувања на работното место, кај родителите, Тоа само кај нас во нашава земја е така. Да, за навистина жал за се. навистина само кај нас е и не наидовме на многу информации кои што Би можеле да ви кажат дали има или нема. Да, не наидовме ниту на луѓе кои што би сакале да разговараат, можеби еден или двајца кои што би сакале да разговараат за навистина да има барем да се знае, барем да се информира јавноста што навистина тоа значи, затоа што за некого е тоа и тоа е единствената надеж да се уствари како родител. Меѓутоа да, информациите и одзивот беше многу мал и пак ја кажам уште една причина за јас да останам понатаму и да се приклучам во здруженијето, затоа што нели како што растат начините како што расте медицината, за некого тоа е единствениот начин, за некого или дониран материјал е единствен начин, или само инвитро е единствениот начин, така што многу мал одзив, меѓутоа е навистина голема табу тема која што се надевам јас дека ќе успееме да се избориме, да луѓето барем проговорат или барем се доволно информирани за да не мора да Или барем да не им отежнуваат на оние кои што поминуваат низ тој пат, па да се стојат настрана. Уште би било по хумано од нивна страна да не отежнуваат она што е нивна така речено болка, нели, низ оној пат кој што поминуваат. Ана, бидејќи кажавте дека нема кај нас, нели, нешто подостапно, од каде ги прибиравте информациите кога ја правевте магистерската? За жал, да, нема кај нас многу информации на таа тема. Информациите што ги пишував и што се содржат во мојата магистерска се пишувани од Европа, од светот, нешто од Балканот, меѓутоа нели со големи резерви затоа што сепак темата таква Балканот како кои што се подостапни вака освен можеби Србија имаат одредени малце поголем обем на литература од нас, каде што таму може да се искористи, меѓутоа морам да признам дека голем дел беше тоа од Соединените Американски држави, каде што таму е веќе распространето. Тоа е нормално така. Да, и е нормално, навистина многу тежок процес на пишување затоа што сакаме нешто да напишеме за нашата земја, меѓутоа имаме многу малце материјал, многу малце достапни информации, потешкоти да се дојде до одредени информации, така да морам да кажам за жал дека литературата од САД беше поприсутна можеби во мојата магистарска. Според таа литература колку проценти од ваквите случаи се одлучуваат на сурогат мајчинство? Во проценти, видете, во проценти може би 30% да речеме од оние кои што имаат проблем и оние кои што може би сакаат да кажат дека се, нели тука секако станува збори за различни, дали е комерцијално, дали е алтруистичко, во смисол дали добиваат одредена доместок или не добиваат, како што кај нас не добиваат одредена доместок луѓето кои што сакаат да бидат сурогат мајки. Дали има закон само кај нас поопшто? Да, точно, дозволено е алтруистичко, тоест оној дел каде што се помогнува и не добиваат никаков надоместок оние кои што... Значи таков закон има кај нас. Тоа е закон. Нормално. Кај нас не би можело поинаку. Добро, тука некаде ќе го привршиме разговорот. Останува да ти посакаме и на тебе успех во сето она како активист што си вклучена во работата на здруженијето. Ви посакувам на вистина сето ова што го работите со толку љубов, со толку посветеност, да го исполните, да ги остварите сите овие цели и кога следниот пат ќе дојдете овде во студио да поразговараме за оние цели за кои што се залагате дека веќе се остварени и дека има слухи Министерството и фондот дека ќе се дозволат 5 ваучери за да можат оние кои што поминуваат низ инвитро да се остварат како родители, а да немаат многу големи трошоци, да имаат психолошка поддршка и што беше друго уште собранието да има повеќе слух за овие проблеми, не само за вас, него и за сите оние од здруженијата кои што се борат за сите права и проблеми со кои што се соочуваат. Ви благодарам многу, Деспина, и се надевам дека
еве заедно со Ана и со тимот ќе имате успешни активности во нареднава година. Ви благодарам многу и на вас на поканата секако. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека ова за што денес говоревме навистина некако изминативе години и како е табу тема. Значи, не треба никој да се осудува, не треба на никој да му се, како да кажам, да се гледа за инвитрото како нешто лошо. Значи, сето тоа е дел од секојдневието наше, на сите оние жени кои што се соочуваат, кои што не можат да добијат нивно потомство во природен пат, треба да им пружиме поддршка и да бидеме секогаш со нив и психолошки и во секоја смисла, од институциите секако бараме да бидат и како финансиска поддршка за сето она ништо поминуваат. Ве оставам во убаво расположение, имајте убав ден, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.